Ноќите станаа кошмар, повеќе од 20 дена охриѓани се без сон, исплашени и вознемирени чекаат лото да се смири. И додека преку ден мислат дека нема опасност и се завршило, само што ќе се стемни земјата почнува повторно да се тресе. Така беше и синоќа на 4 минути по полноќ, кога силно тресење и бучава го здрма градот. Станицата измерила земјотрес од 3,7 степени со епицентар во селото Косел. И како тоа да беше малку, следува уште 7 помали последователни потреси. Охриѓани велат агонијата и несоницата повеќе не се издржува. Ни седативи, ни ништо не им помагаат. Сепак веќе не се издржува. Како што кажуваат за недела дена преку 1200 земјотреси, тоа не е мала работа. Исплашен е цел народ, цел Охрид и околината. Се јавуваат ево пријатели, роднини од Скопје, викаат доаѓај ваму барем да го намалиш таа вознемиреност. Животот е прашање, не е прашање само седи дома и кај мене се и џиздојне све е пукнато. У куќана. Ама што да бе, тоа е господаровата. Тешко, многу тешко. Немат кај да се одити, мора да седиме пак тука и надвор да излегуваме. Тоа е. Вознемирени ли сте многу? Да. Сите сме вознемирени. Во меѓувреме дежурните сеизмолози повторно испраќаат смирувачки пораки до граѓаните да останат смирени и да не паничат, а медиумите да не ги вадат од ракав бројките за јачината на земјотресите и да подгреваат паника и страв кај населението. Апелирам до граѓаните и новинарите, секогаш првично да не се подпираат на тоа што го гледаат на веб страната на Европскиот сеизмолошки центар, туку од сеизмолошката обсерваторија да го слушаат податокот, кој што е релевантен, точен, одреден, од сеизмолозите во сеизмолошката обсерваторија. Меѓу другото апелираат граѓаните да се вратат дома и да не стравуваат од посилни земјотреси, иако никој не може да ги предвиди, не е очекувано да има потрес поголем од 5 степени кој се случи во понеделникот. Дополнително објектите се издржливи и тестирани на посилна јачина за која Охридскиот регион нема потенцијал. После Скопскиот земјотрес, 63 година се воведоа прописи за новите градби, градби кои што би требале да издржат ваков земјотрес со магнитуда од 6,5, градби кои што нема да се срушат во случај на таков земјотрес. Тлото под Охрид непрестано се тресе 21 ден. Иако се проречија поради потресите, стотици граѓани се уште не сакаат да се вратат дома, преспиваат во кампови, шатори, дворови и автомобили. Градот е полуиспразнет. Земјотресите ги избрка и домашните, но и дел од странските гости. Угостителите се исплашени дека ваквата ситуација ќе им ја уништи сезоната.